Како коментирате одлуката на Апелацијскиот суд? Па јас таа одлука искоментирав пред околу 1 месец на пресконференција во парламентот, кога ги кажа сите информации кои што ги бев добил околу политичкиот притисок што судот веќе го имаше добиено неколку дена претходно, инструкциите што беа дадени од ВД председателот на апелација, во кој што таа укажава дека има од повисок фактор силен притисок да се потврди пресудата на првостепениот суд. Како што знаете, станува збор за политички прогон, за политички монтиран процес кој што се тера. Единствено нешто што се промени од таа пресконференција беше што одложија за после референдумот наместо пред референдумот како што во тој момент беше планирано. Другото е тоа. Имате правни лекови на располагање, се консултиравте ли со вашата одбрана како понатаму? Не сум се консултирал, меѓутоа сите правни лекови ќе се искористат, независно што амбиентот е познат. Имате ли нови докази да ги искористите за Врховниот суд? Како? Нови докази дали имате за правните лекови да ги искористите? Има толку многу докази што нема потреба за никакви нови докази. Станува збор за класичен политички прогон, станува збор за обвинение во кое што ме обвинуваат дека сум влијал да се купи возило со цел покрај другите и јас да сум се возил во него. Решението дали го добивте? Да. Не сум добил. Сега имате можност да барате одлагање на извршувањето на казната. Вие сте и пратени во собранието, каде што таму се случуваат многу големи работи. Дали може тоа одлагање во некоја конотација да зависи од актуелната политичка состојба, па да евентуално се спасите на некој начин? Вашиот глас да биде корисен, да кажеме, во собранието? Не, јас нема да ги подржам уставните измени. Јас не можам да го изневерам народот. Народот си го каже своето.